Мартин Арсов. Мартин, што се случува? Така, Цаци, првиот вице-премиер Изет Меджити рече дека добил понуда да се врати во ДУИ за да се распадне вреди. Како што кажа Меджити, тој понудата ја одбил, а тоа што не успеале со него го пробале со таравари. Од ДУИ експресно брзо ги негираа ваквите тврдења. Од партијата на Ахмети велат дека вредностите кои што ги има Изет Меджити никогаш нема да ги имаат од нивната партија. Во меѓувреме, министерот за надворешни работи во тема на денот на Сител рече дека е разочаран од дејствијата на таравари кои според него го потпомагаат функционирањето на Демократската унија за интеграција и од ВМРО-ДПМНЕ не може да соработува со некој што го прави тоа. Во меѓувреме се огласија и од СДСМ, од оваа партија сметаат дека владата е раскарана, а државата наместо да напредува стои во место. Од ВМРО-ДПМНЕ пак возвратија дека владата е стабилна, функционална и целосно посветена работи на подобрување на животниот стандард на сите граѓани. Еве ги деталите. ДУИ ми понуди да се вратам за да се растори вреди, тврди вице-премиерот Меджити. Понудата, како што вели, преку посредници ја добил прво тој, а не таравари, но ја одбил. Ми понудија дека Ахмети ќе се пензионира, ќе има ново раководство, но ги прочитав дека тоа е стратегија и мисија како да се подели вреди. Полесно јас можам да ги излажам моите поддржувачи, да кажам Артан си избега, има кривична пријава и се реформирало ДУИ и правам напори да ги вратам назад. Она што не успеа со мене го пробаа со таравари и добро е таравари да биде искрен со членството и да каже дека оди со ДУИ, рече Меджити на Телма. ДУИ експресно негира, изјавата на Меджити оттаму ја нарекува ниска лага. ДУИ не е и никогаш нема да стане за солниште за кланови, непотизам, корупција и слуги на антиалбански проекти. Вредностите на Изет Меджити не се и никогаш не можат да бидат наши вредности, реагира од партијата на Ахмети. Министерот за надворешни Муцунски, кој ни беше гостин во тема на денот, рече дека дејствијата на таравари го потпомагаат ДУИ, а ВМРО-ДПМНЕ не може да соработува со некој што го прави тоа. Тој е оптимист дека ќе се најде заедничко разбирање на предстојната средба на премиерот Мицкоски со таравари. Јас искрено да ви кажам, навистина сум разочаран, бидејќи за Арбен Таравари како човек, како мој колега, имам позитивно мислење. И тој е некој кој што треба да соработуваме и треба да градиме иднина напред, но истовремено сум разочаран кога гледам како неговите дејствија единствено што прават на терен е го потпомагаат функционирањето на ДУИ на теренот. СДСМ оцени дека владата е раскарана. Коалицијата на ДПМНЕ е влени знам, ево постојани кавги и целосно нефункционална. Наместо да работат за интересите на граѓаните, тие се занимаваат со меѓусебни пресметки, блокади и партиски калкулации. Додека владата на ДПМНЕ тоне во расправи и нема капацитет за реализација на проекти и политики од интерес на граѓаните, државата стои, велат од опозицијата. ВМРО-ДПМНЕ пак возврати дека владата е стабилна, функционална и целосно посветена да обезбеди подобар животен стандард за граѓаните. Слободното изразување мислење и став за најразлични проблематики за СДС изгледа е непознат поим. Но што може и да се очекува од СДС? Партија која е на така наречени внатрепартиски избори оди со еден кандидат, без можност членовите да имаат избор. Во владината коалиција влада е демократија, каде што секој има право на свое мислење, слободно изразување и партиско делување, пишуваат од владеачката партија. Мицкоски и таравари ќе седнат на заедничка маса по 1 мај. Мартин Арсов,